Преговорите за историски и образовни прашања со соседна Грција обвиени во тајност. Од Министерството за надворешни работи ја кријат работата на комисијата како најголема државна тајна. Оттаму не одговараат ниту на нашите прашања, ниту на нашето барање за пристап до информации од јавен карактер. Велат, сме барале класифицирани информации, без образложение зошто работата на оваа комисија е класифицирана. Професорката Наташа Котлар од Институтот за национална историја вели дека граѓаните мора да знаат што работи комисијата. Треба да биде транспарентна нивната работа, како што спомнавте, тие земаат надоместоци од народни пари, колку што ми е познато. Кога станува збор за една таква комуникација, тогаш нормално е дека ние треба да знаеме една определена група на луѓе што работи. Бидејќи тенденцијата е на таа комисија, она што ќе го направи, ќе го договори поточно, дека ќе биде применето во образовната практика, без да се земе во предвид научната дејност на македонската историска фела, научна. Но обидите на МНР за прикривање не им успеа до крај. Алфа ТВ преку базата Отворени финансии утврди дека комисијата во која членуваат Далибор Јовановски, Никос Чаусидис, Људмил Спасов, Ана Чупеска, Фахри Рамадани и Кица Колбе од 2018 до сега од државниот буџет извлекле скоро половина милион евра. Останува нејасно зошто граѓаните го плаќаат ова 7-члено тело на чело со Виктор Габер со по 7.000 евра секој месец, односно за секој член по нешто повеќе од 61.000 денари плата, без јасни и опипливи резултати или информации за тоа дали воопшто работат. За разлика од Комисијата за преговори со Бугарија, чии членови во ретки моменти се појавуваат во јавноста, Комисијата за преговори со Грција не се знае ниту кога или каде се сретнале, ниту пак дали нешто договориле. Од кога се формира, па до сега ние не сме разбрале што све имаат направено, бидејќи ако ги следиме одредбите од спогодбата, тогаш не е во полза на македонската и национална и научна дејност. Така што многу сум љубопитна и многу би сакала да знам што имаат досега договорено и зошто ги имаат земено сите пари. Имајќи предвид дека разговорите со Бугарија заглавија помеѓу дилемите за некои клучни историски личности. Во јавноста се погласно се шпекулира дека и разговорите со Грција не се поместени од мртва точка, а преговарачите земаат плата од народот без ништо да сработат. Или едноставно го кројат македонското минато и иднина на нетранспарентен начин, за затворени врати. За тоа што сработиле, граѓаните веројатно ќе дознаат кога нивните препораки за ревизија на македонската историја ќе се најдат во учебниците и образовните програми.